според пророштвата на пророците и Библијата, од каде доаѓа спасението. Бог ни дава спасение во Сион. Да се свртиме кон Исаија поглавје 52, стих 7, за да го потврдиме ова. Поглавје 52, стих 7. Колку се прекрасни врз горите нозете на благовесникот, кој навестува мир, благовестува радост, проповеда спасение, кој му говори на Сион. Кој? Твојот Бог царува. Стих 8. Ете го гласот на твоите стражи. Тие кренаа глас и сите заедно ликуваат, зашто со очите своји гледаат дека Господ се враќа во Сион. Каде е избраното место од Бога каде што можеме да го видиме Бога со нашите очи? Сите, тоа е Зајон. Затоа, никогаш не можеме да се надеваме на спасение или да зборуваме за благословот на вечниот живот надвор од Сион. Стих 9. Веселете се, пејте заедно, урнатини Ерусалимски, зашто Господ го утеши народот свој, го откупи Ерусалим. Ја засука Господ својата света десница пред очите на сите народи, и сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. Сите ние сме избрани како Божји деца на Неговото избрано место. Тогаш, каква ќе биде нашата иднина? Апостол Петар напишал за нас вака. Да се свртиме кон книгата Првиот Петар поглавје 2. Во Првиот Петар поглавје 2 стих 9 е напишано. Но вие сте, што? Избран род? Како би можеле да станеме избран народ? Што направивме за да ја освоиме таа титула? Бидејќи живееме на Божјото избрано место, ние сме наречени избран народ. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Да видиме стих 10. Вие, кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи. Кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Како би можело сето ова да биде можно? Ние станавме деца на Сион кои живеат во Сион, избраното место од Бога. Откако станавме народ на Сион, Бог благослови со овие зборови. Кога не живеевме на Божјото избрано место, не можевме да ја примиме Божјата милост и не бевме Негов народ. Не е ли ова вистина? Бидејќи живееме на Божјото избрано место, ние сме наречени избран народ. Понатаму би можеле да ја стекнеме титулата царско свештенство.